Почитувани, добар ден. Пред нас е нова работна недела, во овој понеделник и нова тема во црвена линија. Добиваат или губат пензионерите? Линеарното зголемување на пензиите за сите. Владата најави ново зголемување од 1000 денари за сите пензионери, едно во октомври годинава и уште едно во април следната. Сите ќе добиваат исто, без разлика дали пензијата им е 12, 25 или 40 илјади денари. Пензионерите кои излегоа на протести барајќи повисоки примања, задоволни. Дел од јавноста скептична. Економистите предупредуваат дека вака се подкопува пензискиот систем. Пензијата е заработена, а не е подарок. Од друга страна, владата вели: сакаме правично, сакаме да го намалиме јазот меѓу најниските и највисоките пензии. Но дали е тоа праведно и уште поважно дали е одржливо? Само за ова есенско зголемување ќе требаат 16,8 милиони евра, а процентуалното покачување според актуелната методологија би чинало и повеќе. Но и ќе значеше повеќе за оние што придонесувале најмногу во пензискиот систем. Дали ова е економска логика или социјална стратегија? Сите пензионери добиваат исто без разлика колкава пензија земаат. Кој добива, а кој губи со линеарното зголемување? Ова е денешното прашање на црвена линија до сите вас. И кога сме кај прашањата, потсетувам дека ве очекува и прашање на Instagram стори. Доволно е да не заследите, нашиот профил е сосема логично црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Откако ќе ги заследите овие два профила, кликнете на Instagram стори и секако одговорете на денешното анкетно прашање. Денес ве прашуваме дали граѓаните секако губат, но кој најмногу ова е старо? Еве, така е кога е со техниката. Ајде да видиме. Прашањето е дали линеарното зголемување на пензиите од 2 пати по 1000 денари е мало, под Б доволно и секако имате уште една опција, а тоа е голема. Ајде да видиме дали може да покажеме сега. Еве, тоа е она што ви треба. Дали линеарното зголемување на пензиите од 2 пати по 1000 денари е мало, доволно или големо? Кликнете на вашиот одговор кој го содржи полето, секако ќе сумираме во проценти, а резултатите ќе ги соопштиме некаде при крајот на ова денешно издание на Црвена линија. За учество во Црвена линија секако е доволно да се заврти нашиот телефонски број 02-307-0005. Особено за вас кои што за прв пат ќе се вклучите во контактната емисија Црвена линија, имајте во предвид секогаш од технички аспект задолжително да го намалите тонот на ТВ приемникот откако ќе ве превземат од режија. Тоа е многу важно за да немате чувство дека некој друг зборува наместо вас. Секако да имате во предвид дека тајмерот ги одбројува оние 90 секунди кои што се предвидени за едно вклучување. И сите вие кои што ви се чини дека тие 90 секунди се малку, секако сте добре дојдени и повторно да го завртите нашиот број да добиете нови дополнителни 90 секунди. Црвена линија, ние сме подготвени да ве слушнеме. Па еве, владата најави ново линеарно зголемување од 2 пати по 1000 денари. Кој според вас добива, а кој губи со линеарното зголемување? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Поздрав до тебе, Тина, и до телевизија Телма. Благодарам многу. Јас ви благодарам што го постави тоа прашање. Ова прашање не е само на 10 пензионери кои се бунеа. Пензионерите се 340.000 во Македонија. 1000 денари за еден пензионер, тоа е ништо. Ништо е тоа. Прво има закон за усогласување на пензиите. И тука ќе правиме некои збрки со законски. Зошто владата, ако толку е јака и вична, не го поништи тој закон? Поништи го законот, а не надвор од законот да одиме. Нека ни дај по 5000, пензиите се зголемат линеарно. Што е тој ледарка? Еве, јас сум со усогласување на пензиите ќе добиев 2500 денари. А не ледарка. И таа ледарка е девалвирана. Изедена е таа ледарка. Дури ја читам ваму, пензионерите, тие 10 души од Источна Македонија, може да се благодарува на премиерот.
Дали се уште ви имаме? Добро, остана некој 15 секунди, гледачот наеднаш не го слушавме, но како и да е, ве охрабрувам дополнителни 90 секунди, секако со повторното вртење на 023070005. Продолжуваме со вас, па еве да слушаме според вас кој добива, кој губи со линеарното зголемување. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Не знам, наеднаш се прекина и гледачот и најверојатно имаме молк од горе, предпоставувам дека секи биде во ред од технички аспект. Подсетуваме за вас кои што малку подоцна се вклучивте во црвена линија, секако сте добре дојдени да ве слушнеме на прашањето, еве да споделите со останатата јавност според вас еве како го коментирате најавеното линеарно зголемување 2 пати по 1000 денари, според вас кој добива, а кој губи. Ке подсетиме дека дел од јавноста е скептична, но економистите предупредуваат дека вака се подкопува пензискиот систем. Што мислите вие и дали линеарното зголемување на пензиите од 2 пати по 1000 денари е мало, доволно или големо? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Фала, Мирослав. Мирослав, добре ни дојдовте повторно, драго ни. Фала. Видите, ова е занимлива тема, меѓутоа, што се пензиите, значи, не може вака да биде со пензиите. Некој зима убава плата, голема плата. Треба да се изравнат луѓето со пензиите. Јас сега уште не сум пензионер, имам доста до пензија, меѓутоа, и оној со 30 години и оној со 25. Јас сум од една генерација кој напушти во времето 93 година со 24 плати, немав право да се пријава на бирот и работа за 48 месеци. Кај ми се тие 2 години? Тоа е една работа. Втора, значи битната работа, ако ги спомнеме војните лица или полицајците, или директорите и така натака, со големи пензии сега, не. Мора да се земначат пензиите. Мора. Некој не е работел затоа што времињата беа лоши и не можеше народот да се запости. И нема стаж. И сега не може 3%, пример, или 5% качувен пензион со 10.000 и оне со 40.000. Значи тие треба од 40.000 нагоре пензии да стагнираат. Тука да остане, а овие треба полека да се приближат тука. Оти сите не чека тоа. Значи, пензиите мора да бидат до 15 години работен стаж, да кажеме 30.000 пензија. Од 15 до 30 нека биде 40. Благодарам, Мирослав, за учеството и благодарам што редовно не следите и секако сте активни. Продолжуваме со вас. Добар ден. Да, добар ден. Ве слушаме, продолжете. Мене се исклуче нешто. Нешто линијата најверојатно. Продолжете. Па затоа поново се уклучив. Ако, паметно. Јас искрено да ви кажам, околу овие пензионерски работи се разбирам доста и затоа јас не се сложувам со ова зголемување од илјадарка. Не, владата на Република Северна Македонија има закон. Тој закон, додека не се поништи, не може да се дава надвор од законот. Тоа е на Уставен суд. Ќе го обжалиме и ќе го турниме. Затоа што не може мимо законот да се дава линеарно. На 10 пензионери кои демонстрираа во Источна Македонија со 340.000 пензионери. Ве молам, не е тоа. Ако треба, онда ќе излези владата, нека кажи 5.000 денари ќе му даде пензионерите. Али илјадарка, па тај илјадарка е инфлацијата е изеена. И овој господин што зборува со 15 години 30.000, нека извини, 40 години одвојувал некој 15 години не може да има иста пензија. Тоа треба да се направено линеарно израчување на минимална и максимална пензија. Како што има за платите, така и за пензиите треба да се направи. Затоа јас би го порачал на владата на Република Македонија да се ги спроведува законите. Ние не можеме вака надвор од законските норми да одиме. И благодарам многу.
Благодарам што повторно се вклучивте и ве практично преку гледачот можете да видите како изгледа ако случајно и ве се прекине линијата или не ви се доволни тие 90 секунди. Секако ќе бидете добре додени и повторно да се вклучите. Не ве лимитираме во однос на тоа. А продолжуваме понатаму. Оно што денес Црвена линија ве прашува е кој добива, кој губи со ова линеарно зголемување на пензиите. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ало? Ве слушаме, продолжете. Па вака. Ова не личи на ништо. Ово што го прави Мицко не личи на ништо. 1000 денари сега, а 1000 денари в година. За ова година си е за ова година. А за година ќе имаме наново израмнување ради поскапувањето. Значи нема тој што да меша баби и жаби. Тоа кој има положено 5 математики, рачун нема положено. Рачун, таблица на множење, нема положено. Тука има алкец. Значи, така да, нека не го лажи народо, нека не ги залажува луѓето, нашол таму 10 на пензионери, таму во Источна Македонија, што те знам, кои се оние, може се сиромаси, може се питачи, госпозајка ги најде. Има луѓе секакви по улица. За секакви пари ќе дадат секаква изјава. Меѓутоа, овде губиме сите. Никој не добива. Само заради таа лага, 1000 сега, 1000 в година. Значи, јас сакам за ова година, за овај месец септември, тој да ми дај покачување за животни трошоци. А не да ми дај за месец септември, да ми ги подели месец септември со месец март таму. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Секако продолжете да не следите и понатаму. А ние продолжуваме со вас и подсетуваме дека секако и на Facebook на објавата на профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија е поставена темата, така да ќе ни биде драго да продолжите и да коментирате и да споделувате, а дел од коментарите ќе ги прочитаме во рамки на ова издание. Па ајде да слушнеме, еве, според вас, кој добива, кој губи со ова линеарно зголемување на пензиите. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Да ве замолам веднаш да го намалите тонот на телевизорот на 0. Добар ден, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Нема да должам многу околу ова прашање. Сум доста запознаена околу ова проблематика, затоа што сум поранешен вработен била во фондот за пензиско. Пред години се случи вакво линеарно зголемување. Меѓутоа, една од пензионерките го тужеше фондот и го доби. И сега се прашувам каде е Уставниот суд да каже што е правилно, а што не е. Ако на некого му е малку пензијата, јас верувам на оваа инфлација и на сето ова. Меѓутоа има начин како да се и на кој начин да се надополни тоа. Постојат центри за социјални работи, а не фондот. Фондот е нешто друго. Кој колку вложувал, толку ќе добие. Макар 1% е 1%. Како за сите, како за еден, така за сите. Значи, воопшто не го поддржувам линеарното зголемување на пензиите. Постои начин, значи, како да се помогне на луѓето со мали пензии. А Уставниот суд треба да го даде своето мислење околу ова прашање. Благодарам што ме сослушавте, пријатно. Секогаш сте добре додени во секоја една тема на Црвена линија. Благодарам што земавте активно учество. Сега го ќе ви покажам, за жал, еве тоа се случува, знаете, сите користите, верувам, интернет. Еве како изгледаме ние кога станува збор на нашиот профил на Facebook. За жал, Фейсбукот не можеме да го отвориме, но јас секако изнајдов начин да ви покажам како е објавена нашата тема, а секако пристапот до Facebook е овозможен
од секој ваш, дали е тоа мобилен телефон или можеби од компјутер, така да продолжете да коментирате, а јас ќе ги регистрирам коментарите, ќе ги споделувам и ќе можеме да ги видиме. Има начини за тоа. Па еве како изгледа црвена линија на Facebook. Секогаш преку фотографија, анимација, истото прашање поставено и за оние кои што не следат на нашиот профил и профилот на Телма телевизија. За пензионерите линеарно зголемување 2 пати по 1000 денари. Кој добива, а кој губи? Наскоро ќе почнеме и со читање на коментари. Продолжете, пишувајте. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Повелете, ве слушаме. Да се жива и здрава. Никако не се слагам се јас со претходните гледачи, господице. Ве слушаме. Видите, а што е работата со луѓе што работија по 20 години у бившиот систем на Бранко Црвенковски, што работе у фабрики, ни придонеси, ни здравствено осигурување, останаа луѓето на улица. Што правиме со тие овие потпоролите што работил, платил врата си мал плата? Што правиме со тие луѓе линеарно? Значи, благодарение на баш на Лај Мичко, свака му час единица, ние пензионерите стотка ќе му саеме. Свака му час што за тие сечајците, за тие што буа од сабале до вечер, што години што овие арамиите, што плачкае ги јавните предпријатија, државни институции. Тоа ќе добие Мичко пал убедливо, господице. Јас никој пат не сум гласал, ама со 2 раци сега ќе гласам за тоа, мисле за народо. Што правеше претходната влада? Оде еве ние пензионерите за Дубај на Серенада. Јаве еве џабе храната ни беше, седи џабе беше на одмори пензионерите одеме. Сите лепи млеко јадеме, абе печено јадеме се. Сега како дојде ВМРО, седи скапаме, господице, седи скапо. Бре, Мичко, да си жив и здрав. Още многу години и локалните избори убедливо ќе ги добиеш. Биди поздравен од Чичо Брано. Благодарам многу за одговорите и како ви најавив, изнајдовме начин како да ги споделиме коментарите. Ако не отвара Facebook од кај нас, секако од кај вас отвара, коментирајте и споделувате. Еве дел од коментарите, па ќе почнеме со оној на Тихи Дон. Вели, треба да се договорат пензионерите. Едни сакале процент, други линеарно, трети многу им било на некој малку име. Не може некој што учел и завршил факултет, вложувал, плаќал по големи пион придонеси, да има иста плата пензија со некој со средно или осмо. На владата им одговара неслуга, сложни браќа во петок мрсат. Продолжувајте да пишувате, драго ми, има огромен интерес, има многу коментари, така да меѓу вклучувањето на секој еден од вас ќе продолжиме и со коментарите. Добар ден. Здраво. Здраво, во црвена линија сте. Ме чуди, изгледа математички сме доста неписмен народ. Па не можеме да ги тумачиме овие математики околу линеарност и процентуалност. Значи, тој што си земал голема пензија, си земал, еве јас ке се пофалам, зимам 50.000. Ама пак сум за линеарно, али не на овој начин. Значи, јас сум успел да дојдам до тие 50.000. На мој начин, значи, со тоа што сум допринесувал у касата, јас ја ги зимам. Али ова е покачување, устогласувањето е покачување на пензиите поради инфлацијата, поради падот на денарот, во споредба со другите валути и неспособноста на овие влади да одржаваат континуитет на успешен раст у економијата, толку ли луѓе не може да сватат дека од тој процент изгореа многу сиромашни луѓе, зимаа многу мали пари. Али овој математичар, да го речам, голем математичар, премиер, нека ја каже равенката, формулата на кој начин тој успеа да пресмета 1000 денари у октомври, 1000 денари у април. Значи, превара невидена. Нека го земе сума сумару, цела сума на пари што треба да се накачуваат, па тогаш нека пресмета колку има. Нема време да... Благодарам за учеството во црвена линија. Редовно не следите, редовно се вклучувате. Имајте само во предвид 90 секунди одбројува тајмерот за едно јавување. Еве што напиша Ди Хектопов.
Најмногу добиваат оние што дали може да најмногу добиваат оние што добиле социјална пензија и цел живот ништо не работеле и не уплаќале во фондот. Не може некој со 40 плюс години пензиски стаж кој одвојувал во ПИО од бруто платата да добива исто со некој што не ни работел или работел за минималец, плюс приватно како мајстор, да се изедначува со оние од 30 плюс години пензиски стаж. Процентуално е реална форма на порамнување на пензијата. Благодарам Ди Хектопов за коментарот. Пишувајте и понатаму и изнаоѓаме начини како да ги споделиме коментарите. А вас секако Facebook ви е достапен, но и Instagram, за да земете активно учество во денешната анкета, во која што секако ве прашуваме. Еве и тоа ќе ви покажам уште еднаш, ова особено важи за оние кои што подоцна се вклучивте во црвена линија, односно дали линеарното зголемување на пензиите од 2 пати по 1000 денари е мало под А, под Б доволно или под В големо. Па кој добива, кој губи со ова линеарно зголемување? Добар ден. Добар ден. Дали сум ја на линија? Да, на црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, прво ја ќе кажем овде дека председател на владата воопшто не разговарал со никого или измислил соговорници. Значи, мене ми е жал што некој во текот на својот живот не наполни 15, повеќе од 16 години стаж и нормално е за нив ќе бидат задоволни со линеарно зголемување. Меѓутоа, оние кои што работели и наполниле 40-50 години работен стаж, во толку години двоеле што се вели, меѓутоа да го исклучиме и сето тоа. Значи, овдека се дава порамнување, не линеарно зголемување. Ако се работи за, значи, тоа може еднаш во 5-10 години да се направи ради некакви си, да речеме, порамнување и слично. Меѓутоа, ние имаме закон и треба да го почитуваме законот и према законот, значи, треба да се промени законот и тек тогаш да се... И не може да биде исто 1000 денара сега, 1000 денара во март. Инфлацијата од сега до март наредната година, значи, ќе се зголеми сигурно ако не повеќе за 10%. Дали треба исто ние да не јадеме до тогаш, да чуваме од сега за да тогаш да надокнадиме? Ја мислам дека сепак председателот на владата нешто му фали во неговите размислувања или толку му е акало. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам за споделеното со гледачите на црвена линија. Продолжуваме со вас да слушнеме од следното вклучување кој добива, кој губи со ова линеарно зголемување на пензиите. Добар ден. Добар ден. Ево, уште еднаш ќе се обидам, бидејќи предност имаат гледачите во живо во време трајање на црвена линија. Па добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Во црвена линија сте. Вака, јас прв пат се јавувам. Драго ми е, верувам, не и последен пат. Што сме ние криви? Ме слушате ли? Внимателно. Што сме ние криви што фирмите ни плаќале мали придонеси ради тоа што јас сум со 42 години стаж, а отидов пред 8 години со 16.000 пензија. Што сме ние виновни? Значи, тие што взимаат големи пензии не се уопшто оштетени. Значи, они пак ќе бидат над нас. Ние ќе си бидиме со 1000, 2000, не е проблем. Меѓутоа, за сите еднакво сега они не придонесуваат ништо. Затоа треба на сите линеарно еднакво да се покачуваат пензиите. Јас сум задоволна и колку да ми качат, не е проблем. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека најкриви се фирмите што не ни плаќале придонеси како што треба. Толку од мене, ви благодарам, имајте убав ден. Благодарам и многу ни е драго што и ве за прв пат се вклучивте во црвена линија и ќе повторам како на почетокот, верувам нема да биде и последен пат, ќе бидете активни во секоја една наредна тема. Продолжуваме со вас. Кој добива, кој губи со ова линеарно зголемување на пензиите? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Дали се слушаме? Дали е намален тонот на телевизорот?
Добар ден. Ало, Дали го намаливме тонот на телевизорот? ало, Ма ние ве слушаме. ден. Дали ме слушате вие? добар ден, Добар ден. Дали го намаливме тонот на телевизорот? добар ден. Па добар ден. Ве молам одреже, ако можете да му кажете на гледачот добар ден си велиме постојано, но не може да ме слушне од проста причина, бидејќи не е намален тонот на телевизорот. Јас ке се обидам да му слушате едно добар ден. Добар ден, сина. Да, сега веќе гледачот кој што го имавме најверојатно повеќе не е на линија, ако ме слуша сега да се намали тонот на телевизорот. Затоа немате впечаток дека сте во црвена линија. Игор, дали сте тоа вие? Да, јас сум, Тина, јас сум. Па, Поздрав Игор, до вас и до целна телевизија. Голем поздрав до вас. Кој добива, кој губи со ова линеарно зголемување на пензиите? Па, Тина, добиват со големи пензии. Со големи пензии, 1000 денари му се то... Јас сум со помала пензија, земам пензија од татко ми почине и мајка ми, и сам живеам. И земам пензија од 25.000. Па мене ми, како да речам, мене ми е доволно толку задоволен сум, оти 12 ми беше, ми ја кренаја, 12 ми беше првата, ми ја подкренаја, фала му на владата. Јас дали сум задоволен? Па да беше повеќе беше, ама нема повеќе, нема повеќе кревање. Со 1000 денари задоволен сум. Сепак јас оти сам човек, не ми треба многу. Обврските струјата ја плаќам, вода, плаќам комуналец, плаќам и така. Ова зголемување, тоа не анкетно прашање, според вас е мало, доволно или големо? Мало зголемување. Мало е. Игор, благодарам, неизмерно благодарам што се вклучивте во црвена линија, продолжете да не следите и понатаму. А ние ве префрламе онаму каде што можете секој еден од вас да зема активно учество. Малку излегуваме од рамките, но постојат начини да ги споделиме коментарите. Па еве продолжуваме повторно со нив и продолжуваме конкретно со коментарот на госпоѓа Павлина Цоневска. Еве што напиша. Добива владата, губат пензионерите. Ама тоа е кога една група од пензионери, неовластена од никој, предлага зголемување во име на 330.000 пензионери. Во секој случај зголемувањето е незаконски. Паѓа на уставен. Благодарам, Павлина, за учеството и коментарот. Продолжете, пишувајте, бидете активни. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Убави ден, господја. Благодарам и вам. Со почет кон вас и кон господинот Мицковски, но ова изјава нему му е многу преобранет. Они дојдоа на власт бидејќи се залага за почитување на законот и на уставот. Ова е незаконски, ова е извадено од джеп, што се вели. Може да има линеарно зголемување, но и ако се почитува законот, а во законот вели 50% од пораст на животните трошци и плюс 50% од растот на платите. Кога овие 2% ќе се соберат и ќе се зголеми последниот износ на вкупниот износ на пензии за сите 350.000 пензионери, ќе се добие одредена сума и оваа сума ќе се подели на бројот на пензионери. Ова покажува дека нема да биде 1000 денари, туку ќе биде многу повеќе врз основа на податокот од ребалансот на буџетот, најмалку изнесува 1300 денари. Со овој начин, вака како што кажа господинот Мицковски, а нема право тоа да го вели, бидејќи и друг пат он вака се избрзува со неговите изјави, прави штета. Со ова 1000 денари за нас сега и во март добива владата. Не крати од пензиите, а велеше дека доаѓа на власт да ги почитува законите. Благодарам многу за учеството во црвена линија. Останете со нас, продолжете да не следите. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме? Се слушаме. Да. Видете вака сега. Јас работам во установа во банка
си напушив приватно, си сакав голема пензија, си плаќав давачки поголеми, си добив пензија. А додека на овие сега што барат процентуално, што работеле на цицката на државата, сега државата им плаќаше на нив доприноси, не плаќа тие. И сега барат процентуално. Сега кога сме сите во пензија, никој ништо не придонесува за државата, најреално и линијарно на сите им се дават. Што придонесува сега тој? Проценти да зема, работи нешто. И тогаш не работел, штети правил. Грабал, крадел, 300 чуда правил. Тие таквите сега се бунат за проценти барат. А што не излезе приватно, па да направи пензија, па нека земат голема пензија. Не му требаат проценти. Но сладко му било тамо на лежарина во државата на Цица и сега плюс пак барат, навикнат на многу дрпање. Реално е линијарно. У пензија никој не придонесе ништо за државата, линијарно на сите точка. Сите исто јадат, сите исто спијат, сите исто шетат, пензионери се. Тоа е тоа. Реална слика. Тоа треба да го... Благодарам за вклучувањето, верувам повторно беше, така да продолжете да не гледате. Одиме на Facebook, продолжуваме и со коментарот на Кире Николовски, еве што напиша. Сите губат, ако се покачат по закон за усогласување, најмалите пензии ќе добијат по околу 1300 денари. Повисоките повеќе, со 1000 денари линеарно губат сите. Со оваа одлука само се намалуваат сите пензии затоа што во март процентот би бил поголем. А вака и во март сите пензионери ќе изгубат уште повеќе. Само фондот ќе биде во добивка, а пензиите ќе бидат помали. Сега го ќе ве потсетам, дискусијата на Facebook може да се одвива и по завршувањето на Црвена линија. Објавата стои, така да продолжете и бидете активни. А господине Кире Николовски, благодарам и за споделеното. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, кој добива, кој губи со ова линеарно зголемување? Па, видите, оние што имаат свест, веќе ви кажа дека губат сите. Меѓутоа, оние што не размислуваат средства не може да сватат дека државата или, да не кажам, владата ги третира како средство за еднократна употреба, кое после употребата се фрла. Тоа е, треба понижување ова. Сега ќе ви кажам и зошто. Ако владава имаше намера да го остави линеарното согласување на пензиите, немаше во март месец да го менува закона да го врати стариот систем на процентуално согласување на пензиите. Меѓутоа, они во март месец земаа го вратија стариот систем на согласување на пензиите и што е најтрагично, 20 министри од владата, труд и социјална политика и финансии кажаа дека мерката линеарно согласување не ги дава очекуваните резултати и направила штета. И ова сега што го прави Мицкоски без консултација најверојатно со владата за популистичко онакото само си направи ги понижи луѓето, им кажа дека се луѓе за еднократна употреба. Значи, знаете што е тоа еднократна употреба, кој вие постариве, што се многу паметни, најверојатно ќе сватат и да учеле разлика помеѓу бугарски средства за еднократна употреба и југословенски. Е тоа, Мицкоски ги сведе на тоа ниво пензионерите. Средство за еднократна употреба, толку пријатно. Благодарам за учеството. Останете си како продолжете да не гледате. Продолжете и да бидете активни на Facebook, ве подсетувам. Објавена е темата и на профилот на Телма телевизија, но и на профилот на Црвена линија. Пишувате, ќе ги читаме коментарите. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Овој народ ништо не е задоволен. Толку години некои имаат работано по 10, по 15, не му е платен стажот. Како не му е стран. Само државните во општината земаше плати убај во внатрешни што работе, а професорите, работниците неплатен стажот. Ги осудија. Јас имам брат инженер, беше во ЕМО. Кој отиде со минимална пензија 13.000, не му е стран, стаж неплатен. Уште ќе кажват овие милицајците, функционерите. Зошто го измислија тој фондот, вториот фонд? Не знаат, пред 20 години нема такви, уште не
се дојдени пензионерите што на тој фонд, а тој само црпи. Кој е крив? Луѓево се криви. Странно им било. Господата што изеде фирмиве, што не му плати на луѓето, а оде на работа. За лет нема пари да му купат на децата. Стран да му е. Уште не се задоволни во ништо. Земат по 40-50 илјади. По 1000 евра, појќе иземват. Како не му е стран? И уште не се задоволни. Појди да видиш на твоја сегрека само пензионери, полни комбина одат и парне. Благодарам за учеството во Црвена линија и напомена 90 секунди се предвидени за едно јавување, што значи автоматски се исклучува, но додека траеме секако можете повторно да го завртите нашиот број, веќе добро познат 023070005, да слушнеме и понатаму кој добива, кој губи од ова линеарно зголемување. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Убав ден имајте. Благодарам. Темата ви е прекрасна, да ви кажам. И кратка ќе бидам. Молам? Ве слушаме и доволно и 90 секунди, слободно. Да, благодарам многу. Темата ви е прекрасна и ќе бидам кратка. Значи, ова линеарно зголемување 2 пати по 1000 денара. 2 пати по 1000 денара, ова е залажување за пензионерите. Значи 2 пати по 5 лижавчиња. Инфлацијата како што оди, како што растат цените, до година во март месец, ќе може само по 5 лижавчиња пензионерите да купат, ништо повеќе. Нека биде процентуално, затоа што некој работел 40 и кусур години, 42 и 3, а некој со 15 години, некој остава фамилија, значи на такви одговорни работни места, каде што живот изгубиле, оставиле фамилии. И сега не може некој да земе 1000 денара линеарно, исто да биде спореден со тој другиот. Значи процентуално треба да си оди. И не може господинот Мицковски да го тресете од раката и да вади од чек. Затоа што они убаво си изгласа во парламентот. 300 евра преку ноќ се донесе законот. Се усвои и тие 300 евра си ги ставија сите во чеп. Никој од нив не мрдна, никој од нив не се пожали, никој немаше никаков негативен коментар. Зошто не може сега да се донесе закон? Благодарам за учеството и споделеното со гледачите во моментот на Црвена линија. 90 секунди е за едно јавување. Само уште овој коментар на Славица Данилова, одговорот тоа е незаконски, Љубен Ристевски напиша линеарното зголемување е исправно. Она што следуваат се рекламите, останете со Црвена линија по рекламите, ќе ги соопштиме и резултатите од Инстаграм. И сега да видиме како одговори оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, заследете на овој момент, учествувате во утрешната анкета на Црвена линија. Еве ги резултатите од денешната. Дали линеарното зголемување на пензиите од 2 пати по 1000 денари е? Под А мало одговорија 71%, под Б доволно 29%, под В големо 0%. Благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, создадено од вас и секако и утре ќе имаме нова тема, верувам ќе бидете активни на таа. Следете на Facebook, на Instagram и секако не заборавајте да кликате на telma.com.mk. Довидување до утре.